Надмени не баре просветители, а не обични лажни пророци, спокојни како со својата реторика да потикнувале светски мир, а не атмосфера на братоубиство. Оние што беа на чекор од тоа, од неповикани чувари да станат одговорни гробари на Македонија, уште и ги бранат ѓаволските рогови кои им никнаа на нивните добри духови, квалификувајќи ја реакцијата како можеби нагонска, ама не и неразумна, неумесно компарирајќи го животинскиот инстинкт со тоа што човек треба да го има во главата. Ако ја ставиш жабата најнаш во врела вода, она ќе реагира, ако пополека ја вариш, жабата на крај ќе си угине без многу претање. Во таа жабокречина од која не се црпи родолюбие, туку чемер за власта на партијата, провикнува и дамата со јатаганите, таа која камуфлирајќи се за Данте Поповски индиректно ја стимулираше потребата некому да му се стемни, за да фати ноќта на долгите ножеви. И натаму вергла на истата плоча, поистоветувајќи ја нужната одбрана со умислениот обид за убиство. Кога Зоран Заев реши да пери куршум и пиштол врз сопствениот народ, јас велам, со еден куршум не се убива народ. Па било тој да е во салата горе, удрен, или вториот некаде на страна летнал. На ова со учеснички се надоврзува и мудроста новинарска која веднаш се повикува на врвни авторитети, која потврдуваат ингениозната теорија на директорката и тоа некој било, туку креаторот на правното обезличување на државата, символот на хабаријата во судството и неправдата. Вашиот став го делат и од аналитичарите кои што ги консултираше телевизија Нова. Михајло Маневски, поранешниот министер за правда, вели откако пукаа во собранието на Македонија и на народот му вперија пиштол, Зоран Заев и СДСМ удрија по народот. Народот мора да биде казнет за да се спасат тие како најголеми виновници, подсетува Маневски. Изгледа дека тоа ниво на доверба во супремацијата на неприкосновениот лидер и неговата врхушка било толку големо што без да знаат за колапсот на срамната историска страница. Интелектуалците од кампот и натаму му се поклонуваат и ја благословуваат неговата богоугодност, сметајќи на цврстината и непопустливоста. Едноставно да воспостават свој режим, нели, воен дефект влада и да зацарат со структурите на моќта, на политичката моќ во државата, но тоа никако не им иде. Не им идеше до сега, нема ни да им оди. Посебно од денот четврток, 27 април, кога на вистина се покаже кој е кој во државата. Требаше повеќе од еден ден за да бидат расчистени сите дилеми, ама не околу тоа кој е кој во државата, што се вредности, демократија и право. И кој ги злоупотребувал, па морало да им се подчини на оние кои што побарале од него да понесе одговорност за нивната грандиозна контаминација. Веројатно ВМРО добро ќе притиска локални парламентари да бидат заедно. Заедно ќе притиска и ќе видиме дали ќе успее. Бидејќи они сега притискаше, па не успее затоа што не зависи тоа од ВМРО, да помане туку од меѓународната заедница. Меѓународната заедница има начини, гледаме на притисоци кои ги остварува доста успешно и до сега можеби малку попуштил ВМРО, не малку повеќе, меѓутоа сигурно не попуштил тоа што сакала попушти, туку и ВМРО да помане бил уценет. И на крајот, како единствена порака која треба да стаса до секој. Phenomena of untouchable people and beings може само да видите во science fiction филмовите што ги продуцира Холивуд, правејќи индустрија за забава воедно шашалувајќи ги умовите на оние од третиот свет. Македонија не е Холивуд и во митот за недопирливост веруваат само оние што сметаат дека ова е само филм.